Во Свети Николе денеска е промовирана досега најголемата мерка за самовработување од 40 милиони евра, за која заменик министерот за економија и труд Маријан Ристиски вели дека е револуционерна по сите основи. Од тие 40 милиони евра, најмногу се определени токму за оваа мерка, околу 22,3 милиони евра, и тоа за лица до 29 години субвенциите изнесуваат 10.000 евра, доколку отворат собствен бизнис над 29 години 7.000 евра и доколку се здружат во друштво со ограничена одговорност, две млади лица до 29 години, тоа е 20.000 евра, две лица невработени над 29 години, тоа е 14.000 евра, или ако се направи комбинација издружување на младо лице и повозрасно лице од 29 години, тоа е 17.000 евра. Одзивот досега е голем, велат од Агенцијата за вработување на Македонија. Задоволна сум од одзивот, веќе имаме над 1300 апликации. Очекувам дека и годинава ќе има многу апликации. Тоа е една од најатрактивните мерки преку која обезбедуваме сите лица кои што имаат собствена бизнес идеја и сакаат да започнат собствен бизнис, државата им ги стимулира. Апликантите добиваат и стручна помош која за нив е особено важна во новиот предизвик. Ги повикувам сите заинтересирани лица за подетални информации да се јават во сите 30 центри за вработување ширум државата, да добијат подетални информации за сите мерки кои што ги содржи годинашниот оперативен план и за сите услови и критериуми се што ги интересира. Исто така може да ја посетат нашата веб страница av.gov.mk каде што ќе најдат подетална информација. Градоначалникот Дејан Владев е активно вклучен во реализацијата на овој оперативен план и тој денеска беше домаќин на презентацијата. Ова ми представува посебна чест, пошто и се осеќам и како дел од овој тим во кој што припаѓаат колегите од Агенција за вработување. Сакам да ги поканам и да ги стимулирам сите граѓани на општина Свети Николе да се вклучат во мерката самовработување, да аплицираат во временскиот период додека тече огласот, за да можат да отворат собствен бизнис.